Почитувани гледачи, започнуваме со новиот подкаст на Слободен печат, митови и факти. Во ова прво издание ќе се обидеме да ги отстраниме сите митови и да ги кажеме сите факти во врска со оној спор, онаа дилема која што владее околу Кина и Тајван. Со нас тука е синологот, под нашиот чест гостин, значи Игор Радев, кој ќе се обиде да ни го подобјасни овој проблем кој трае уште од 1911 година. Добар ден. Не, проблемот трае од 1949 година, а за да разбереме разбереме се од не толку корените на проблемот, туку позадината на ситуацијата лежи во 1911 година. А да не заборавам само најпред да се заблагодарам на поканата и како што сватив, јас со ова гостување правам сефте на вашиот подкаст. Со вас ние почнуваме да отвараме една нова ера во Слободен печат. Игор, Кина и Тајван. Митот, ако не се лажам, е дека овие две држави се засебни држави. Да, тоа е проблемот, што и дека на другите гледаат како на засебни држави, што не е точно. Не е воопшто точно. Односно дека Тајван сака да биде независен, а Кина не му дава. Да, по нашите претпоставам, тоа е по некоја наша аналогија со искуството што го имаме од бивша Југословенска, нели, како во смисла Косово сака да се отцепува, па Србија всушност прашањето е далеку покомплексни, се надам се во теков на емисијата ќе можеме да ги имаме доволно време. Да, имаме доволно време, значи да ги разјасниме сите. Прво да кажеме Тајван не е Косово. Да, Тајван не е Косово. Значи и тоа исто многу погрешно луѓе ќе кажат ова е знамето на Тајван или не. Не, тоа е знамето што го нарекуваат знамето на знаме на Република Кина. Така. Амблемот што се наоѓа во кантонот, односно во левиот горе нагол на знамето, тоа е белото сонце на сина основа, е амблемот на кинеската националистичка партија. И сега може да се запрашате, а зошто бара партиски символ на знаме на Република Кина, односно на знаме на држава? Причината лежи во тоа што партијата претходела на државата и партијата ја создала државата. И затоа треба да се навратиме во 1911 година. Ајде сега, значи одиме, како рековте, не тоа корените, тоа се позадината. Да, до 1911 година Кина е монархија. Кина е монархија, да, но многу чудна монархија. Династијата Чин, тоа е последната, значи, династија во кинеската историја. Меѓутоа во периодот се разликува од претходните династии, пошто велите многу чудна. Не, или чудна цело време. Не чудна цело време династијата, во поголем дел од историјата династијата е релативно обична, но чудна станува после 1840 година, после првата опиумска војна, кога реално династијата Чин се соочува со нешто што би го нарекле ние ограничен суверенитет. Значи станува како еден вид полуколонија, значи на предаторските пред се европски колонијални, да, но многу побрутално. Сепак се фала му на Бога кај нас до опиумски војни не дошло уште. Кога, значи, како последица на двете опиумски војни, таа од првата од помеѓу 1839 и 1841-42 година и втората која беше 1856 година, значи де факто династијата Чин, односно Кина во тоа време е поделена на зони на влијание, односно концесии на европските, значи, колонијални држави. Што значило тоа? Тоа значи дека во тие зони имале право на економска експлоатација, нивните граѓани, значи, кои престојувале, имале право на екстратериторијалност, значи не плаќале даноци, значи, на државата во која што се не одговарале. Тама работа, значи што за тоа да одговараат, значи си имале разместено своји полициски и воени сили, народски кажано, правеле ршум, плячкосувале и така натаму. Значи, тоа е ситуацијата со која се соочува династијата Чин во тој доцен период на 19-тиот век. Сега, логично тоа предизвикува, значи, и незадоволство меѓу самиот народ, самиот кинески народ и обиди
значи да се ослободи тоа стеснение. Тоа Обидите резултира се двете опиумски војни, така? Не, обидите се сега обидите се две револуции. А не, тоа боксерската револуција, да. Да, и сега доаѓаме до 1911 година. Имено настанот се случува во Вухан. Тоа е град, нели, знаете, во централна Кина, точно, да. Поточно во неговиот јужен дел, Вучанг. Вие таму имате студирано, Да, не се лажам. постдипломски. Да, значи се почнува таму. Да, се почна таму, да. Да, во неговиот јужен дел, градот Вухан е всушност поделен административно, тоа се 3 града обединети во еден. Значи, Вучанг, тоа е јужно од реката Јангце, градот се наоѓа значи на устието на реката Хан во реката Јангце и сега Тоа се 3 града споени. Да, 3 града, значи Вучанг, Ханјанг и Ханко. Значи во јужниот дел Вучанг. Сега Вухан значи трите града како Споени како тие се администрацијни збори во која година првично функционирале како 3 града, нели карши реките и се споени административно подоцна во еден. Мостови згради, претпоставувам. Секако. Патем речено, сад не ме земете точно која година беше, дали 1968 или 71, некоја Мао Цетунг има препливано реката Јангце во Вухан. Да. Интересен податок. Да. Добре, и сега значи во Вухан се случува како се случува први еден инцидент. И тоа се случува на 10 октомври, значи 1911 година, значи во тајните простори на една нелегална политичка партија, која тога се нарекувала, нешто би превеле Томанху, иначе би превеле нешто како, не знам, патриотски сојуз или патриотско здружение, која подоцна веднаш ќе се преименува во Кинеска националистичка партија. Доаѓа до експлозија, експлодира бомба. И сега властите на династијата Чинг се заинтересирале што се случува. И тогаш овие сватиле дека се пробиени и рекле мораме пред време да го дигаме востанието. Или ќе не откриеме. Да, подготвувале востание, значи ама погрешка оружјето пукнало само. Пукнало и на 10 октомври биле принудени да го и го дигаат востанието. И се случува значи неверојатен успех. Значи 10 октомври официјално се прогласува значи основање на Република Кина, истиот ден кога почнува востанието. Брзо ја заземаат власта во провинцијата Хубе. Вухан е главен град на провинцијата Хубе, тоа е во средниот тек на реката Јанце. До крајот на месецот октомври 7 други провинции откажуваат послушност на династијата Чинг и се приклонуваат кон револуцијата. Ака сега револуцијата, значи за да бидеме доследни, кои се водачите на револуцијата? Доктор Сун Јацен. Значи, тој е лидер на Кинеската националистичка партија, нејзин основач, доктор по медицина, не доктор на науки. Има студирано во Јапонија медицина, патем речено. Значи, тој е еден од, значи тој први организира меѓу кинезите во диаспората, значи групи на поддршка, од кои што добива финансиски средства за организирање на вооружена востание или револуција слободно, која што слободно да кажеме, значи која што би довело до кинезите од Сан Франциско прилично го помагаат. Не, од Сан Франциско претежно биле од југоисточна Азија, Сингапур, денешна Малезија, да. Имало и од секаде секако. Значи целта на Значи се подигнува востанието. Да, целта од самиот развива на еден идеолошки концепт што го нарекува трите принципи на нацијата или трите национални принципи, нали, на кинески Сан Минџуи. Значи, принципот на национален суверенитет, односно тој е првиот принцип и по тоа подразбирал тој, значи ослободување од колонијалното влијание и поточно полуколонијалното и формално никогаш суверенитетот на династијата Чинг не е укината, ама де факто бил погазан од страна на колонијалните држави и враќање на кинескиот суверенитет наспроти колонијалните предаторски сили. Вториот принцип на народна власт, односно републиканско уредување наспроти монархиско, и третиот принцип, значи принцип на народна благосостојба, каде што сметал дека тоа во овој концепт, значи на народна благосостојба, всушност гледаме социјалистички идеи. Тој сметал дека треба да има аграрна реформа, да се воспостави, значи она што би го нарекле
јавна собственост на средствата на производство и всушност тој се повикува во тој контекст на една фраза од Лиджи, тоа е кинески значи класично литературно дело од конфуцијанскиот канон, книга на обредите, кај што се вели Тиенша Веј Конг, односно светот треба да биде заеднички за сите. Значи тоа се главните, еве да ги наречеме тие, тој идеолошки концептуален апарат во кој се темели значи кинеската националистичка партија што е формирана од доктор Сун Јат Сен. И врз основа на тие принципи значи подига тие значи практични действија за соборување на монархијата и воспоставување на република. И сега тука се случува значи крвава борба, тоа е класична граѓанска војна. Да, класична граѓанска војна, иако не траела многу долго, сега не била толку крвава, затоа што како што кажав, значи една по една провинциите откажувале послушна династијата. Добро, имало некои битки, имало, имало, секако имало и како што кажам, значи до 1 јануари 1912 година мнозинството на провинции се приклониле кон револуцијата. И тогаш, значи, точно намислам на 1 јануари 1912 година, доктор Сун Јат Сен во Нанџинг, тоа е во значи источна Кина, близу устието на реката Јанце, близко до Шангај, е прогласен и за прв провизорен председател на републиката. Преодна влада. Да, преодна влада. И сега во тие околности овакво генералот Јуен Шекај, кој што бил шефот на генералстобот на воените сили на династијата Чинг, сватил дека работата не оди на добро, извршува воен удар и го принудува малолетниот цар Пуи. Последниот. Не го принудил него, мислам дете имал, колку имал 6-7 години дали имал. Добро, неговите. Да. Царицата мајка во името на малолетниот цар да подпише абдикација. Значи тоа е интересно, тој настан го пишува и самиот. Не знам дали сте читале автобиографијата на последниот кинески цар на Пуи. Го ја гледал филмот. Да, филмот. Да, филмот е делумно според автобиографијата на Бертолучи, така. Да. Па не знам за друг. Тој опишува таа сцена, тој е една од првите сцени од дејството на која се сеќава, вика во една просторија, имаше еден дебел кој одвој се разбираше затоа што многу шушка. Тој генерал Јуен Шекај, некој се зборуваше, вика, мајка ми плачеше, вика, и тогаш првпат вика го слушна зборот абдикација, немав поим што значи. Да. И царот е значи затворен во забранетиот град. Како почесен граѓанин, не е затворен, како почесен граѓанин. Важно, монархијата е укината. Сега во тие околности доктор Сун Јат Сен уште сега формално е доктор Сун Јат Сен. Меѓутоа Јуен Шекај војската е во негови раце, бившата војска на династијата Чинг, нели? И сега доктор Сун Јат Сен за да избегне граѓанска војна доброволно се откажува од председателската функција и со тоа Јуен Шекај станува формално втор председател. Тој што требал да ја брани монархијата, станува председател. Да, станува председател на републиката, ама ај за него ќе кажеме сега уште некој збор, значи во ликот на Јуен Шекај значи имаме човек на чисто плеки историјата ставила товар со кој не можел да се носи. Едноставно немал ни морални квалитети, ни некои интелектуални квалитети за да може да ги, значи да врз себе да го понесе, значи онаа одговорност која што тој историски момент му дал. Значи тој не бил многу способен, бил корумпиран, почнал да се изразам со скопски жаргон да забегува, па во 1915 година после политичари. Да, после самиот се прогласил себе си за цар. И тој, да, ама веднаш после тоа умрел. За него викаат он предал, изневерил се што можел да преда да изневери. Први ја изневерил монархијата, па после и републиката ја изневерил. И така, меѓутоа со неговата смрт доаѓа и до друга трагедија, затоа што после него веќе војската се значи што тој командувал веќе се распаѓа. И доаѓаме, значи тоа е една од најтрагичните ситуации во кинеската историја на 20 век, во до така наречената ера на воени главешини, кога буквално се создаваат приватни армии и речиси цела Кина
е расцепкана, фрагментирана како мозаик, значи под власт на локални, како да ги наречеме сега, шерифи со свои приватни војски, кои што меѓу себе се контролираат една територија, да кажеме, борат така. да. Додека во територија контролирана од банди, така, да кажеме. Додека во Пекинг, значи оној што носи титулата претседател на Република Кина, всушност нема баш никаков авторитет надвор од градот и станува играчка и само ги менуваат кој од во дадениот момент, кој во Северна Кина од овие воени главешини ќе биде посилен. Значи, меѓутоа колку трае тоа време? Па тој период трае, значи да речеме од смртта на ЮНШК, значи тоа 1915-16 година, па се до некаде да речеме 30-тите години на овакво Шо го на менува 20 сега век. тоа? Па го менува значи ајде сега да почнеме првен од воените промени или од интелектуалните. Ајде прво со војска. Ајде, Интелектуалци воените, се да. бескорисни без куршуми. Да. Доктор Сун Јацен, значи лидерот Значи, на пак тој ја кинеската спасува нација. Кина. Па да речеме да. По втор пат. Значи гледа дека работата отишла во неврат и тогаш во 1924 година, значи Кинеската националистичка партија, односно доктор Сун Јацен, донесува одлука и партијата да создаде своји вооружени сили под име Национална револуционерна армија. Значи упориште имат во родната провинција на доктор Сун Јацен, тоа е Гуандонг, тоа е Јужна Кина, тоа е најјужната кинеска провинција, каде што се формира и воена академија. Таа е она познатата воена академија Хуангпу. Нели? Каде што се формира, значи таа нова елитна и тогаш и единствена била. Значи, знаете кои биле обучувачите на таа академија? Советски генерали. Затоа што доктор Сун Јацен се случил со Советскиот сојуз. Да, тоа е битно да кажеме и од која причина. Значи, затоа што во меѓувреме се случува нешто и на светско рамниште. 1917 година Октомвриската револуција. Значи, Руската империја пред тоа е една од овие предаторски, значи колонијални сили. Значи, ти имаат концесија врз североисточна Кина, како и оној степско-пустински дел, што е денешна Монголија, кој што исто припаѓала на династијата Чинг, и така. Да. Исто како и останатите. Да. Едно од империјните сили станува пријател на новата да, значи република. после револуцијата Ленин, подоцна нели Советскиот сојуз, доброволно се откажува од сите, значи колонијални привилегии што ги имала Руската империја, значи од правото на екстратериторијалност и така натаму, и почнува со онаа политика на антиколонијална борба. Да. И во тие рамки Кинеската националистичка партија се сврзува со Советскиот сојуз и од нив добиваат националисти кои се спојуваат, тоа е да. На наши простори тоа. Да, значи добиваат и секаква поддршка од Советскиот сојуз, значи не само во организирање на армијата, туку во организирање на административен апарат. Тогаш Кинеската националистичка партија па ги праќа своите кадри да се обучуваат во Советскиот сојуз. Значи, кога кажуваме да се обучуваат, тоа не мислиме само на политичко сојуз, воопште не оделе на политичка обука, туку обука за организирање на индустријско производство, значи на она што би се нарекле, значи технологиите на организирање на една модерна држава. Таму заминува, нели, и синот на Чанг Кај-шек. Што е Чанг Кај-шек во тој момент? Сега ќе кажеме, сега ќе стигнеме. Да, сега ќе стигнеме, овако и до Чанг Кај-шек, а и Ден Шаопинг оди таму. Во тоа време да студира во Москва. Значи и комунисти националисти сидат во Москва. Да, после ќе објасниме, да. Значи тоа е интересно, да, тоа е многу интересен феномен. Сега дојдовме до академијата, така? Хуангпу академијата, каде што е, значи, од советска страна, значи одговорен за значи на обучувањето е генерал Михаил Бородин, кој што го имаат испратено, додека директор на академијата е Чанг Кај-шек, кој што, како да кажеме, му е баџанак на доктор Сун Јацен. Односно, значи, жена му на Чанг Кај-шек, Су Мејлинг, е сестра на Сун Чинглинг, која што е сопруга на доктор Сун Јацен. Тоа да не збориме сега за тоа е
посебна е таа сага на во кинеската историја за трите сестри Сунг. Сунг Чинлинг, жена му на доктор Сун Јат-сен, Сунг Мейлинг, жена му на Чан Кај-шек и Сунг Айлинг, жената на банкарот Кунг, кој што бил тогаш најбогат човек на Кина. И после се развила една изрека. Добро се... Да, добро се омажиле сите. Добро се омажиле сите, да. Има една шега, после да речеме во кинеската историја за трите сестри, изрека поточно, не шега, да се интересира. Едно од нив си ја сакаше татковината, жената на Сун Јат-сен, една од нив сакаше моки, жената на Чан Кај-шек, а третата сакаше пари. Значи, што се мажела за банкарот. Тоа што сакале, да. Да. Сега, значи, ги воспоставивме врските со Советскиот сојуз, ги кажавме, нели? Сега, предпоставувам, ќе одиме во наред доаѓа борбата. Не, полека. Сега први мора да дојдеме до ова, значи тој воениот дел од, како да речеме, таа мобилизација на нацијата. Сега одиме до интелектуалниот, да. Значи, 1915 година Кина, Република Кина, формално нагласувам, затоа што, како што реков, реално немала такова, да, влегува во Првата светска војна на страна на Антантата. Меѓутоа не испраќаат јасно војска на фронт, кои испраќаат во Франција така наречени работнички батальони кои што треба да работат во француските фабрики за да можат французите да се борат на фронтот. Еден од тие работници што оди таму тогаш во Франција, Ден Шиопинг. Кој подоцна ќе стане на современиот кинески економски модел. Да, не е видно сега тоа. Таткото на модерната Кина, да. Да. А за возврат, силите на Антаната, Франција и Велика Британија ветуваат на Кинеската република дека после победата ќе ги вратат на Кина концесиите на Германија. Не своите. Не своите. Тие ќе си ги задржат. Да. Арно, ама после завршувањето на војната, значи на Версајската мировна конференција ги измамиле не само тоа што не ги вратиле на Германија бившите концесии, значи туку не ги подариле на Јапонија. Да, и тоа предизвикува, значи, револт, особено меѓу младите, меѓу, значи, студентите и кој кулминира со големите протести на 4 мај 1919 година, значи тоа е познатото во кинеската интелектуална историја четвртомајско движење, кога доаѓа до крајна радикализација на интелектуалните кругови, кои што сега соочени со таа, значи, со такво национално, значи, понижување, не само што странците ти се прават газди во сопствена земја, тргуваат со дрога, значи нема ни закон, не ги туку и просто си ги подаруваат меѓу себе териториите на Кина и тогаш доаѓа до тој процес, значи, на интроспекција. Проблемот е, вика, во нас, како ние им дозволихме тоа да го прават. Значи, нас ни требаат нови интелектуални модели кои што ќе ни помогнат да се ослободиме од оваа колонијална зависност. Затоа што со традиционалните дојдовме во ќорсока. Ама тоа исто така оди во чикори со, рековме, 1917 година, Октомвриската револуција. Да, секако, да, и тоа за делумни тоа е инспирација, да. Значи, тога се јавуваат сите тие современи политички движења, значи, и социјалистичката идеја се јавува тогаш како дел од тоа четвртомајско движење интелектуално. Понатаму кинеските писатели се мобилизираат. Лушун, најпознатиот кинески писател на 20-тиот век, тогаш доаѓа, значи тогаш се концепира и современиот кинески јазик говорен. Зошто? Затоа што до тогаш официјален јазик е уањеван, тоест класичниот кинески јазик. Сега како да кажеме, тоа бил колатински. Да, така антички. Да. И тога се промовира, значи, официјален јазик треба да биде современиот говорен кинески, како основа се земени говорите околу Пекин. Значи, тоа е современиот што нарекува мандарински јазик. Значи, тоа се исто плодовите на ова четвртомајско движење. Еден од тие плодови секако и формирањето на една друга политичка групација, Кинеска комунистичка партија, нели?
Значи тогаш се шири, Тогаш се формира. тогаш мнозина меѓу младите, тие интелектуалци во ова четвртомајско движење гледаат во марксизм, тогаш не го нарекувале марксизам у Кина, го нарекувале всушност новата философија. И веројатно се инспирирани од успехот што постигнала во револуцијата во Русија, да, и сметаат дека тоа може да биде како еден од елементите кои што ќе ни помогне во национална консолидација и ослободување од туѓинците. Значи ние прогласиме република, ама не ја завршивме работата. Да, така му доа. И така на повеќе. ако не слажно, на 21 јули 1921 година во Шангај, тоа е во територијата на француската концесија, е формирана и Кинеската комунистичка партија, водач не е Мао Цетунг. Тогаш првиот водач е кој беше Чен Шуде, мислам дека беше, да. Првиот водач. Но исто така сакам исто да нагласам дека со самото формирање на комунистичката партија тогаш на Кина, тие веднаш влегуваат во соработка со националистичката партија, затоа што двете движења се гледале како две, условно кажано, модерни, прогресивни движења насочени кон ослободување на Кина. Не станува збор за антагонизам. Не, напротив, како што веќе кажавме, доктор Сун Јацен во своите економски ставови бил доста просоцијалистички определен. Да. И всушност оваа воена академија сега што спомнавме во Хуангпу, таму се обучувале заеднички, односно биле во коалиција двете партии, и националистичката партија. Значи и двете партии плакирале питомци за истата армија. Да, истата армија, истата армија, национално револуционерна армија. Што почнуваат тие? Да кажам, борби. Директор на академијата е Чан Кај-шек, условно кажам, политички комесар на академијата е Чоу Енлај. Чоу Енлај подоцна ќе стане премиер на Народна република Кина и веројатно можеме да сметаме за еден од најуспешните дипломати на 20 век на светско рамниште. Да, значи во тој момент е кремот на кинеската интелигенција, да. Интелигенција, републиканско движење и така натака. Да. Кој ги обединува и националистите и комунистите. Да, и сега како почнуваат тие да ја враќаат Кина во своји раце? Па веднаш после, 1926 година, од упориштето што го имат во најјужнава кинеска провинција Гуангду, национално револуционерната армија тргнува во справување со овие што се локалниве шерифи, бандити први во Јужна Кина. Да, затоа што тие имаат организирана армија, која е веќе армија од современ терк. Да. Исто така и тоа да нагласам дека артилериските единици биле под команда на советски офицери. Да. Значи имало голема помош и од Советскиот сојуз во Да, секако. Во враќањето на контролата врз територијата. Така, да, секако. И тие, од Гуангду, најјужнава кинеска провинција, првин го заземаат они басенот на реката Јангце со Нанџинг, која што прогласуваат како главен град на Република Кина. Меѓутоа, тука имаме една мала, да речем, историска трагедија. Доктор Сун Јацен умира. Да. И кој го зазима неговото место? Го зазима баџанакот, Чан Кај-шек. Значи втората сестра која сака моки. Да. Таа што сакала моки и моки добија, но Чан Кај-шек, сега Чан Кај-шек да биде проблематично. Да, сега Чан Кај-шек веќе во ситуација кога власта е на дофатна раце, на врз државата, како да не сака многу да дели со други, со комунистичката партија како што биле претходно во коалиција. И тогаш доаѓа до еден настан кој што слободно можеме да го споредиме со оној настан од 16-тиот век во Франција, Бартоломејската ноќ. А тоа е на 12 април 1926 година, чинам дека беше. Ненадејно приврзениците на Чан Кај-шек спроведуваат масакар на оние што се смета дека се комунисти и синдикалци во Шангај, над 5000 се така за еден ден убиени, исто така надминува и французите во Бартоломејската. Не знам. 5000, да. 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 Само во Шангај. Оти било сосема ненадено. Тие што се вика до вчера биле во коалиција. Да, другарите ги потепале.
Тогаш Тоа доаѓа до првото разделување на тогаш националистите и комунистите. тогаш Која е причината конкретна? Чанкајшек? веројатно да. Зошто? Затоа што додека Сун Јат Сен бил начело на националистичката партија, тие биле во коалиција и немале некои особени проблеми. Исто така и да нагласам дека официјалната политика на Советскиот сојуз скоро за целото време, значи на овој период на првата половина на 20 век, не е дека Кинеската комунистичка партија треба да действува независно, туку напротив, треба да биде во коалиција со националистичката партија, затоа што според она класична марксистичка теорија, Кина во тоа време нема работничка класа, многу малку. Всушност, наголем дел од населението аграрно, односно селанско. И сега според таа гледна точка нема потенцијал за пролетерска револуција. Туку затоа треба да се заработи, туку затоа треба да се, тоа е на Мао Цетунг веќе тезата, туку затоа треба двете, што ги согледувале како прогресивни партии, да бидат заедно во коалиција и да градат, значи, модерна Кина, која што подоцна од која би требало да премине во социјализм. Пролетерска, Така. Сега добро, значи чекаме Кина да се осовремени или да се индустриализира, за тоа ќе требаат многу. И само да нагласам, че во текот 1927 година, значи вооружените сили на Кинеската националистичка партија, односно национално револуционерната армија, го освојува на крајот и Пекинг, и со кој после што е веќе призната како власт на националистичката партија, призната како легална власт на цела Кина, а Чан Кајшек и меѓународно тогаш и признат за председател на Република Кина. А комунистите во легала? Да кажам, во легала се. После овој масакр што се случува, значи, што го веќе го спомнавме, комунистичката партија исто донесува одлука и таа да формира собствени вооружени сили. Значи, и тие се формираат, значи, на 1 август, значи, 1927 година. И ако сте видели амблемот на кинеската армија денеска, значи, тоа е петокрака, кај што врз која што со кинески значи ги има значи бројките 8 и 1. 8-миот месец, првиот ден, односно 1 август. Значи тоа е алудира на новој настан. 18 август формирана. Кака? Македонската армија на 18 август, еве 1 има некоја врска. Да, нумеролошка. Првото име на армијата односно на вооружените сили на комунистичката партија е Кинеска црвена работничко-селанска армија, а подосна се преименува во Народно-ослободителна армија. После формирањето, значи, на собствените вооружени сили, тие создаваат, условно да кажеме, собствено слободна територија, тоа е горе-долу територијата на провинцијата Џиангши, значи тоа е во југоисточна Кина. И таму се сконцентрира. Главен град на Џиангши е Нанчан, а тој град е збратиме со кој град? Скопје? Со Скопје, да. Значи ние сме во срцата на револуцијата. Да, така. Да. Сега, значи и таму формира Кинеска Советска република. Аха. Да, со тоа име. Да. Баш така. Да. Кинеска. Алудира да станат дел од Советскиот сојуз? Не, алудира да си правиме Кинески собствено Советски сојуз. Да. Добро, да. Да. И јасно, тоа е веќе почеток, значи, на првата граѓанска војна. Ама советите цело време билат, не треба вие сами. Да, тоа е точно. Тоа е точно, да. Они многу скептично се однесувале кон Мао Цетунг и не го сметале за вистински марксист, токму поради тоа што Мао Цетунг сметал дека правил иновации во марксистичката теорија, со тоа што сметал дека во кинеските услови револуционерната класа не е пролетаријатот кој во тоа и не ни постел во голем број во Кина, туку селанството и дека револуцијата треба да се потпира на селанството. И во Советскиот сојуз го сметале дека Кинеската комунистичка партија не е вистинска комунистичка партија, туку дека е аграрна партија. Добро, тој во Македонија, сега малку ќе излезам од тема, ама по војната биле толку мали градовите што морале да ги носат од селата, да ги населуваат, да градат фабрики и да се создава пролетаријатот кој по мои проценки никогаш не беше создаден. Да се вратиме на Кина.
Да. Сега, малце ти кога станува? Сега станува, ќе обяснам кога сега станува. станува, Не, да. уште не, уште сега овој преоден период. Значи, после формирањето на овие први условно кажеме слободни територии во југоисточна Кина, Чан Кај-шек презема офанзива и со заобиколување, меѓутоа тогаш силите на ова кинеската црвена армија, односно народно-ослободителната армија. Црвените и белите. Да, црвените и белите, да ги наречеме така, го пробиваат оброчот и почнуваат во широк лак, одејќи низ западна Кина до север, до северозападна Кина, тоа огромно, на 2000 километри, ако не. Тој тако наречен голем поход. И всушност Мао Цетонг се издигнува како водач, и на партијата и на армијата за време на походот. Да. Кинескиот февруарски поход, нели алузија правам со и тогаш формираат второ упориште во северна Кина, тоа е провинцијата Шанши, во соседиште во градот Јенан, кај што таму веќе се одржуваат и веќе таму ги прават и првите оние експерименти за аграрни реформи, обиди за индустријско производство и така. Некаде е прочитано, не знам колку е точно, но вели дека во делот кој го контролирале комунистите подобро се живеело. Имало повеќе храна, имало повеќе можност да се дојде до храна, за разлика во другите делови не било така. Затоа што во тоа време, нагласно има најголем товар што го имале селанството, тоа што биле под власт, земјиштето било собственост на најголем дел на овие што се велико, големо, како да ги наречеме, големо собственици. Властелините, не знам. Не е тоа феудална елита, тоа е вако како да наречеме. Потекнува таа, Да, кај што голем дел од приходот одел на плаќање рента. Сега со самиот факт на аграрната реформа се ослободени целосно од плаќање рента, односно приносот целосно станува за нив и тоа придонесува до оваа ситуација што спомнавте. Да, добро. Сега се формираат некои слободни зони, власта. Да, тоа во северна Кина, таа втората во Јенан. Сега доаѓаме до едно од побизарните настани во кинеската историја на 20-тиот век, односно, во 1937 година, при крајот на 36 година, при крајот мислам ноември дека беше, Чан Кај-шек повторно обидува да организира офанзива сега против оваа вторична, како да речеме, слободна територија во северна Кина во Јенан и го става својот штаб во градот Шијан. Тоа е главен град на провинцијата Шанши, инаку е бил престолник на династијата Хан и на династијата Танг, има премногу археолошки локалитети, да го пофалам, вклучително и онаа позната што ја спомнавме теракотна армија. Таму не е битно сега, не зборуваме за археологија. Таму што се случува на Кина, таму што се случува. Еден од овие претходни што ги спомнавме воени главешини, но овој бил млад и идеалистичен и патриотски, го заробува Чан Кај-шек, го става во домашен притвор, каде што го принудува, го става под уцена. Или ќе потпишеш коалиција со комунистичката партија, затоа што се наоѓаме под загрозување на јапонска инвазија, а ти тука водиш граѓанска војна, да? Локалниот лидер што е. Да, локалниот лидер, да. Или да, и го принудува да се смири со Мао Цедунг. Дали знаете кој интервенирал во заштита на Чан Кај-шек? Сталин, да. Сталин изврши притисок на Џан Шуелјанг, овој што локалниот. Гувернер, како да го крсти. Да, затоа што смета без Чан Кај-шек Кина ќе загуби стабилноста. И ќе стане лесен плен за, како се вика, на јапонските војни, кој што после може да се прелива во Советскиот сојуз. Да. И сега, се смируваат тука. Да, под принуда. Да, се смирени. И 1937 година, неколку месеци подоцна, почнува и големата, јапонска инвазија. Тука стигнуваат јапонците. Зимаат значителен дел од Кина, но не Не цела Кина, не. Дори пола значител, 1/3 од прилика. Да. И тоа царчето го зимаат за... Да, во квисничка држава прават во североисточна Кина, односно во Манџурија, да. Манџуко, така? Манџуко, да.
Туку, да, и тука тоа царчето што е имало 6 години. За него ќе зборим после тоа сме интересна гледале на приказна. филм, Да. сме гледале Интересно на му е автобиографијата. И сега националистите и комунистите повторно се се влегуваат во коалиција, во Втората светска војна. значи јапонците освојуваат престолнината на републиката, односно тоа е градот Нанџин, не е Пекин, главен град, да знаеме тогаш. Каде што го прават и оној масакр 1937 година, значи за неколку дена 300.000 луѓе имаат измасакрирано во Нанџин. Јапонците во Нанџин. Да, главниот град се го преместуваат првен во Вухан, значи владата на Чанг Кај-шек. Японците меѓутоа го освојуваат Вухан, повторно и се префрла во Чонгчин. Градот тоа е на реката Јангце, на запад во котлината Сичуан. Сега да не навлегуваме во ѓогорски детали, кај што се задржува владата до крајот на целокупната војна. Кинеската, значи вооружените сили на кинеската комунистичка партија, кои што всушност се вклучуваат во национално револуционерната армија, односно како посебни единици на армијата, нели, на националистичката партија. Посебни единици имаат посебни, ама сепак под врховна команда е на Чанг Кај-шек. Да, ама се знае, ние сме партизани, вие четници. Не, ти не биле тогаш осудени. И имаат само да нагласам, значи покрај ова држање, значи на фронтови во однос, значи на јапонската инвазија, комунистите, односно вооружените сили на комунистите имаат големи успеси во герилски партизанска борба во окупирани територии, што деловите окупирани од Кина, од јапонците, што создаваат и големи слободни територии. Всушност, тогаш многу нараснува и популарноста меѓу населението на комунистичката партија, на комунистичката партија. Во кај нас, да кажеме. Да. Многу слично, значи партизанското движење со своите смели акции создава симпатии кај така, да. Кај населението, да. А Чанг Кај-шек ги губи симпатиите затоа што перципиран од страна на населението како недоволно способен да се спротистави на јапонската агресија. Тоа особено доаѓа до израз 1944 година, кога јапонците вршат таа позната Ичиго, значи офанзива, кога ги спојуваат своите окупирани територии во централна и во јужна Кина, без многу отпор од страна на Чанг Кај-шек. Само да земеме преди, тоа 1944 година, кога на Јапонија во воен поглед воопшто не цветаат рози, кога сите битки на Пацификот. Да, кога неверојатно страшни бомбардирања има значи претрпено, мислам посебно е грозоморно, сега точно не сеќам на која дата беше бомбардирање, значи на Токио, во кое што се создава онака слично како во Дрезден, само многу поголем обем, она како да речем огнен бран. Она кога се каде што гинат во еден ден околу 120.000 луѓе, тоа е повеќе отколку во Хирошима што имат загинато во атомската бојна. Бомба. Иначе во такви услови Јапонија успева лесно да иде на крај со силите на Не го победува, ама работа. Добро, ама да си ги заземе, да си ги поврзи. И тоа многу придонесува во губењето, значи, на угледот на Чанг Кај-шек. Но војната завршува, нели, атомски бомби, а исто и точно Кина, да? Не Кина, само североисточна Кина, Манџурија. Тоа е оној дел кај што беше, нели, последниот кинески цар. Да. Така што се и јапонските сили најбројни, да. Така е, да. И всушност сите тоа е еден мит што ние го знаеме, дека Јапонија била принудена на капитулација поради атомските бомби. Не е точно. Ако ги гледаме архивските документи, а тоа сум ги читал, издадени се тие збирки, јапонците биле спремни да се борат и после Хирошима и Нагасаки, но оно што особено им го урнало, значи, моралот е кога Советскиот сојуз објавува војна. А тоа не знам дали сте ги за само 5 дена ослободува Манџурија. Тоа е милиони нешто квадратни километри, да. Да, толку огромна територија да падне за 5-6 дена. Тоа било премногу лошо за нивниот морал. Ајде одеме ние се да стигнеме до Тајван некако. Сега стигнуваме. Стигнеме до Тајван, да. Значи, Јапонија капитулира, така? Мао Цетунг доаѓа во Чонгче, што служи тогаш како привремена престолнина на Кина. Се радуваат заедно со Чанг Кај-шек. Може да сте го видите тој на позната фотографија како Чанг Кај-шек и Мао Цетунг наздравуваат за победата. Ама сега доаѓа повторно дистиот проблем што го имавме 1927 година. Чанг Кај-шек не сака да ја дели власта, ама посебно во овие услови кога
веќе Мао Цетунг добива углед меѓу народот, а тој го губи угледот. И иако сакам да нагласам, и тогаш тој се решава за повторно обновување, значи, на граѓанската војна, односно за сузбивање на комунистичката партија. Иако тука треба да нагласам, Значи, два пати он прави два греф. пати, да, мислам, два пати почнува граѓанска војна. Меѓутоа само сакам уште нешто, уште едно да кажам. Значи, спротивно на, нели, ние ќе кажеме дека тоа може били прокси војна помеѓу Советскиот сојуз и Америка, не е точно. Дека и со позицијата и на Советскиот сојуз, и на Америка во тоа време, значи, била коалиција. Тие залагале двете партии да бидат Значи, интересите на САД и на коалиција. Советскиот сојуз биле Да, да. се допирале, биле Дури идентични. кога Чанка Шек Чанка Шек не сака да дури- чуи ни дури за кога- Русија ни за Америка. Дури кога Чанка Шек ја обновува граѓанската војна, значи во 1946 година, американскиот амбасадор во Република Кина, Патрик Хрли, во знак на протест го напушта Чанка Шек. Да, значи не се Затоа што работи, не го слуша. не се работи за никаква прокси војна, тие Во сакале тоа време стабилна не. Кина, тие сакале, предпоставувам, и двете Во, сили. во тоа време, да. Да, во тоа време говорим. Да, исто да. Меѓутоа, сега не знам дали Чанка Шек веројатно така се оженил, тоа му било судбината. Сега, Моќта не може била се да најбитна. обвинуваме жената, така. Па добро, ете, се обидов, да. Ајде да одиме сега, значи... Втората граѓанска војна, Дали е таа крвава? Па да, е. Има масакри, има како... за масакри и војна е. Да, Како да кажам? Војна е. Таа веќе првата била релативно кратка. И ова по број на години не е толку долга, помеѓу 3 години, 1946 до 49 година, но голема била по обем. Голема била по обем. Се борат на повеќе фронтови. Да, секако, да. Меѓутоа, предноста што ја кажав, што добиле силите, значи, на Народно-ослободителната армија. На црвените. На црвените, да, е тоа што поради оно што пред малку го кажавме, и со аграрните реформи на слободните територии, и со оно што биле перципирани како подоследни во борбата против, нели, странскиот агресор, популарноста меѓу руралното население била голема, така што стратегијата на црвените во граѓанската војна било, значи, градските упориста, кај што била концентрирана на армијата на националистите, значи на Чанка Шек, да ги заобиколуваат од руралните средини, под опсада се дека не се предадат. Да, белите биле во градовите, црвените биле во селата, во да, и планината, таа се покажала предградијата. успешна, значи првен ја заземаат Северна Кина, црвените, после одат на кај реката Јангце, патем речено, Сталин му забранил Мао Цетунг да премине реката Јангце, затоа што уште се надева да Има договор. има договор, да има коалиција. Не го послушале. Значи не слушале, може затоа се толку силни сега, не ги слушале американците. Да, не го послушале. Иако И двете страни биле непослушни. Да, Тоа е го зазеле интересно. главниот грант, значи, на Република Кина, Нанџинг. Патем речено, исто како Чинанџик е цело време во тој период главен град е, да. Кој е последен амбасадор кој што го има напуштен, кој што има напуштено владата на странскиот амбасадор, што има напуштена владата на Чанка Шек после поразот во граѓанската војна? Советскиот Они до Николај крај Рочин. биле- Да. До крај биле они со Чанка Шек. Да, тоа малкумина го знаат. Да, тука има, значи, и на 1 октомври 1949 година, значи, во Пекинг, значи, Мао Цетунг во името на новата, значи, на власт, официјално ја прогласува новата држава, односно прогласувањето, значи, на Народна република Кина. Тука А има ние малку што и се- семена сага, има малку, извини, драма имаме во нели семејството на Чанка Шек. Неговата балдарска Сунбај Линг тогаш побегнува за да присуствува на историскиот настан во Пекинг, а Чанка Шек распишува потерница по неа. Значи, И може да видите исто на тоа е фотографии. вдовицата на... Вдовицата на Торцина и таа присуствува на инако на Таа што си ја прогласувањето. сака татковината. Да. А таа после, ако не се лажам, 1981 година ќе биде доделена и почесна титула почесен претседател на Народна република Кина. Таа е многу битна исто во кинеската историја на 20 век, како е многу почитувана и ден денес во Кина како заслужена, значи, за женската еманципација, за многу, значи, хуманитарни и социјални реформи. Многу ја сакаат. Сугмелин.
Сунг Чинглинг, извини, Сунг Мелинг на Чанка Шек. Таа што сакала моќ, не тоа е интересно. Ако, значи, ако веќе сега можеме да навлеземе во Таа можеме, значи, да, и во фаза на озборување. Таворјанка Поповиќ. Не знам. Чанка Шек на млади години го бил глас дека бил, како да се кажам, еве со скопски жаргон, голем швалер. Ама имал неколку жени пред тоа. Меѓутоа кога се оженил со Сунг Мелинг, нема веќе. Го држала под контрола. Да. Значи, па тоа е сега. Да. Значи после падот на Наджинг, зашто пред вие бегаа? Се да кажам, Чанка Шек ја повлекува првим владата во Гуанџоу, тој е главниот град на провинцијата Гуандунг, рековме, тоа е најјужната кинеска провинција. Сваќа таму не може да се одржат, па одат во владата се евакуира во Чонгчин, кај што беше привремена престолнина за време на Втората светска војна, па таму во Ченгду, главниот град на провинцијата Сичен, но сваќа дека никаде веќе не можат да одржат линија на фронт. И тогаш авионски тогаш ја евакуираат владата на Република Кина, националистичката, нели? На единствениот дел од Кина, каде што сметаат дека не можат црвените да дојдат затоа што немаат морнарица, тоа е островот Тајван, кој што неодамна било слободен од јапонска окупација. Кој бил долго време под јапонска окупација. Да, од првата кинеско-јапонска војна. Да. И сега, значи, и тога само да нагласам, значи не се формира никаква Република Тајван, да, когаш не. Истата. Да, и ќе објаснам Република Кина се се ќе објаснам, значи се евакуираат, значи сите државни органи што останале лојални, значи на Чанка Шек, армијата голем дел, значи станува збор неколку милиони луѓе се имаат евакуирано. Целото државно злато на Кина евакуирано. И артефакти. Целото. И тоа претпоставам вашите гледачи исто така не знаат. Сега, ако ме прашате мене, каде може да одам за да го видам, не знам, значи најубавите, најзначајните уметнички дела во кинеската историја, не е тоа во Пекинг, не е националниот Пекинг. Тоа е националниот дворски музеј во Тајпеј, затоа што таму е пренесен значи кинескиот национален музеј од страна на Чанка Шек. Додека сега во Пекинг се наоѓаат само оние артефакти што се откриени после 1949 година. Значи она се што било све е собрано. Се е собрано, да, се наоѓа таму, да. Значи Тајпеј и Лондон тие се места да можете да видите историја. Да, Лондон многу држави во Лондон може да се видат сопствената историја. Сопствената историја, да. Сега значи, сега дојавме ситуација, имаме нешто околу уште еден час на располагање, да раскажеме што се случи од 49-та до навака. И само да нагласам, не се менува. Овие се Народна република Кина, овие се само да нагласам. Не, точно, да. Значи, тоа се смета за да може полесно да ја сватите ситуацијата, е вака. Да направиме следнава споредба. Да ве прашам, кога престанува со постоење кралството Југославија, краљевина Југославија? Па може би има, па не знам дали има некој датум. Па добро, прогласена Федеративна Народна Република Југославија. Сега можеме да кажеме, зависи, дали тогаш, дали може ако е република прогласена, нема крал, да. Дали сега можеме да кажеме со второто заседание на АВНОј 1943, да, представа. Сега замислете хипотетички ситуација каде што еве да речеме партизаните не успеваат да воспостават власт на целокупната територија на Југославија, него дел да речеме полуостровот Истра, Крк или кој нешто така, се за значи кралот, кралот Петар Караџорџевиќ или кралската власт што се држува таму. Да, останува таму. И се смета себе си за легална власт на целокупна Југославија. И тоа е кралство Југославија, ова е Република, да. Република Југославија. Федеративна народна република. Значи, од правен аспект републики. Да, двете се. Те разликата е многу мала. Да, значи не станува збор за никаков сецесионистички проблем, онака во нашата наивност, како што ние сваќаме туку. Ако гледаме легално, право... Каже некој, Кина се подготвува за инвазија на Тајван. Тоа е граѓанска војна. Значи станува збор за две власти кои што подеднакво се сметаат себе си за легитимна власт на цела Кина.
И това ми рече не стана збор само за островот Тајван, ми помали неколку острови, тоа е островот Джинмен и овакво архипелагот Панху и Мацу. Да, Джинмен е на околу 2 километри од градот Шиамен, тоа е во на полицијата Фуџен. Су бил таму, тоа е многу интересно. Сега од едната страна, значи на островот Джинмен, кој останал под власта, нели, на националистите тогаш, има со огромен буква напишано стои надпис, не знам, Сан Минџуи Тонги Чунгуа. Трите национални принципи ќе обединат Кина. Значи тоа е мотото на доктор Сун Јацен, а од другата страна стои надписот од спротивната страна, исто со големи букви, како беше Јанг Џе Ико Тонги Чунгуа. Значи како беше, значи два система во една овако во една држава ќе обединат Кина. Тој е принципот на Ден Шаопинг. Значи си праќаат пораки, да. Да, тоа одамна, тоа е уште од времето на Чанг Кај-шек останат. Сега, ајде сега, како иде сега тоа двете Кини, нели, едно време не двете Кини, не само нагласно, не две Кини. И обете страни го промовираат принципот на една Кина. Значи, проблемот е само која представува. Значи, не можеш и да сакаш, ти не можеш да ги признаеш и двете истовремено. Значи не е како источна и западна Германија. Значи, например, според уставот формално кој уште нели номинално кој уште важи во нели на територијата на островот Тајван и ведрите острови, значи на Република Кина, значи владата на Република Кина, што себе си се сметаат нели уште, што резидира во Тајпеј, значи е легална власт на целокупната територија на Кина, денешна Кина што ја знаеме, и плюс на Монголија, Тува Република Тува во склоп на Руската Федерација, значи областа Горно Бадахшан во Таџикистан и Северна Бурма, денешна. Значи велика Кина е тоа. Да, зошто? Затоа што тие сметаат дека територијата на Република Кина, тоа е дефинирано во 4-тиот член на уставот, нели? Ги опфаќа целокупната како правен наследник на династијата Чинг, ја опфаќа целокупната територија на династијата Чинг, што со која таа располагала на 10 октомври 1911 година. Значи, ако тие станат единствена власт во Кина, тогаш Монголија да се прости од независност. Не, формално е така. Сега ќе дојдеме до тоа, да. А инаку дали знаете Монголија е помала територија владеа. Да, и немаат претензии вакви. Немаат претензии кон Монголија и Тува. А инаку дали знаете Монголија како станала независна? Тоа знам, тоа е една од најнеобичните настани на 20-тиот век. Тој е германец од руска армија. Да, мислам по германско потекло, инаку тоа е значи царски офицер значи во руската армија, Роман фон Унгерштенберг, како тој е дел од нели тоа е тие белите во граѓанската војна, да. И како што неговата армија била потиснувана од црвените, 1921 година навлегува во што е денешна Монголија, тогаш номинално формално дел е од Кина, каде што во Урга, тој е денешен Улан Батор, си формира собствена власт. Тој многу необична личност бил. Тоа е една луда, тоа е лудата држава во историјата. Го викаат лудиот барон. Се занимавал со окултизам, преминал во ламаистички будизам. Ако не се лажам, се сметал себе си за реинкарнација на Џингис Хан. Така, да. Да, меѓутоа како и да, црвената армија, значи не го навлегува во Монголија, него го зарогубуваат и после го стрела, нели? А на територијата со која што владел Роман фон Унгерштенберг, нели, била формирана начело со Сухе Батор Монголска социјалистичка република. А после револуцијата, значи после формирањето на Народна република Кина во 1949 година, Народната република ја признава независноста на монголската, значи република, социјалистичка република, додека нели номиналната власт, да го наречеме така, на Република Кина, што веќе после тоа резидира во Тајпеј, никогаш не ја признаа. Да.
Добро, сега значи доаѓаме Патем до речено за него има како дете уште имам читано се појавува како лик во стрип со од серијата на Корто Малтезе. го читал ти, таму го знам ја, ликот и затоа Да. нели ми е познат. Тоа не ми е јасно како до сега некој не му текнало за него филм да сними. А имаше, јас сум гледал нешто, ама тоа е нешто старо. И значи имам гледано нешто што е мотивирано од неговиот лик, од Лудиот барон. И кој да има нешто? Сега не сум баш сигурен, ама како да имам нешто гледано. Ај сега се вратиме на Тајван и на Кина. Чанг Кај-шек до кога ја владее со островот? Тој дека не умре 1975 година. Значи нема тука некоја демократија нешто особено. Не, всушност територијата значи на Тајван и уште овие неколку острови како еве историски куриозитет се територии кои што најдолго во историјата живееле во состојба во вонредна состојба. Тие се од секогаш, така да. Да, значи ако не се лажам од 49-та година се некаде до 80-тите години. И цело чекат инвазија да се случи. Односно Не, чеки, тоа исто не, инвазија е лоше термин. Да, инвазија не, исто така заборав. Војна е. Да, чеки се. Не, само и тука исто има една заблуда, значи ние мислиме дека овако дека значи вооружен упа може да се случи од едната страна, меѓутоа додека бил Чанг Кај-шек обратно било. Значи тоа исто не спомнав. Значи дел од силите на армијата, значи на Чанг Кај-шек се евакуира на Тајван, а дел се евакуира во Југоисточна Азија, значи во северна Бурма и северен Тајланд, значи и дека во текот на 50-тите години тие постојано овие што се трупи стационирани во Бурма и во северен Тајланд се обидуваат напротив, тие вршат инвазија на Јужна Кина, обидувајќи се да ја вратат власта. Значи и не успеваат тоа. Да, исто така 1972 година Чанг Кај-шек значи спроведува план, така наречен планот на национална слава за инвазија значи на континенталниот дел на Кина и враќање значи во значи на власта врз цела Кина, кој што би по план било предвидено во рок од 5 години да се исполни тоа и ги привели генералите сите да потпишат и тестаменти, значи одиме на селеништо, да. А не успеа. 1975 година умира и после тоа веќе Кога наследува него? син му, Џан Џин-куа. Ама сега тоа ако не се лажам, се работи за една личност која е поинакво малку од татко му, значи има некои Џан Џин-куа, да нагласам на Џан Џин-куа веќе спомнав, беше еден од оние значи од оние кадри кои што националистичката партија ги има пратено во Москва да учат. И дали знаете негов најдобар другар кој бил во Москва? Ден Ксиаопинг. Значи следната година 1976 година умира и Мао Цетунг и по лидерството на Народна република Кина после го презема Ден Ксиаопинг. И сега, двајца биле двајцата, нели, едниот синот на револуцијата, другиот синот на реакцијата. Патем речено, сопругата на Џан Џин-куа е русинка, Фаина Верхова, да, со која се запознал таму додека студирал во Москва. И тоа е многу интересно, значи, формално, номинално. Да, и Тајвани не се тајванците барем во тој период не се никакви проамериканци нешто големи. Имаат, ама не е тоа нешто баш така како што нас изгледа. Воена поддршка, мислам, да, исто така да нагласам дека значи местото на Кина во Обединените нации, како и во Советот на безбедност како постојана членка, значи за целиот тој период го има владата на номиналната влада на Република Кина во Тајпе. Да. Не е во екзил, пак е дел да. Па е територија, да. Кога овие од Пекинг добиваат столчето во тоа? 1972 година, значи тоа е после договорот, односно средбата, нели Кисинџер доаѓа во Кина подоцна со лично Мао Цетунг и Никсон. А после после тоа и Џими Картер тогаш го префрла признавањето од тогашната номинална влада на Република Кина на Тајван на владата на Народна Република Кина, што е во Пекинг. Да, и сега, значи, оние губат номинално поддршката од американците, но некако повторно номинал, да. Меѓутоа после значи смртта и на Чанг Кај-шек и на Мао Цетунг веќе тензиите значи спласнуваат. Тогаш да речеме многу и на островот сваќаат дека веќе нереално московските студенти
се обидува да направат Да, веќе тогаш мировен веќе тогаш сваќа статик, дека веќе не е реално, веќе соодносот на сили веќе не е таков да можат да очекуваат сега дека од островот Тајван ќе вратат власта над цела Кина. 1986 година веќе тогаш започнуваат се и заемно да се дозволува заемни патувања и после тогаш многу семејства се обединуваат што беле разделени од граѓанската војна. И дошли и двајцата ликови, значи и Џан Џинкуо и Ден Шиопин се веќе прагматични ликови. Не се ке нив изостанува, значи оној како да речеме идеолошки жар што го имавме и кај Мао Цедук и кај Чан Кај-шек. И двајцата револуционери, и двајцата имале своји големи идеи на крајот. Добро, далеко повеќе успел. А исто да нагласам, на Тајван, они потпишуваат некој договор, што е многу интересно на веќе Чан Кај-шек кога се наоѓа на Тајван, таму тој спроведува аграрна реформа. Ако не ја спроведил кога владеел со цела Кина. А зошто? Овде може да според. Затоа што тие земјопоседниците му биле неговата основна база на поддршка. Меѓутоа, земјопоседниците на островот Тајван во голем дел биле соработници со јапонската окупаторска основа, со Чан Кај-шек нив ги сметал за квиснизи, не ги жалел. А не ги жалел и се им земал таму и да, сега на Тајван добро се живеело. Да, сега ако ја спровел аграрната реформа додека владел на цела Кина, можеби немало да изгуби, така да. Да, значи малце задоснил. Да, малце задоснил, да. Сега има таму негде 90-тите години некои договори помеѓу Кина и Тајван, така? Значи на одредени намишта, значи не Кина и Тајван, меѓу двете власти, подеднакво себе си се сметаат, Значи на властите кои подеднакво се сметаат за формално е така, формално правно е така. Дури ако не се лажам порано, сега не знам дали го користат уште тој термин, значи власта во значи номинално на Република Кина, што е во Тајпе, ги нарекува териториите на Народна Република Кина, ако не се лажам, провинции во состојба на бунт. Така го има користат. Не знам дали уште го користат тој термин. Да. Да. И се значи кога доаѓа како викаат на нив овие од комунистите, како викаат за белите, или Тајван го викаат? Не, го викаат како овакво, од одметници, што не ја признаваат, нели, реалноста и така. Да. Инаку, да, како што кажав, значи, за времето на Ден Шиопинг и на Џан Џинкуо, да, веќе доаѓа до спуштање на топката, се развиваат и економски, културни веќе односи. Да, значи помеѓу двете страни, не се земји. Да, точно. Значи правно не се. Значи од двете страни, а тоа се формализира на известен начин, добива и формална санкција во 1992 година. Значи тогаш во ноември 1992 година представници на двете страни се среќаваат во Хонг Конг, каде што го носат оној консензус за регулирање на меѓусебни односи, сега познато е во историјата како консензусот од 1992 година. Се состои од 3 точки, односно и двете страни се согласуваат дека во светот постои само една Кина, една држава, една нација, точка број 1. Точка број 2. Двете страни се сложуваат да не се сложуваат околу дефиницијата на таа една Кина. За едната страна, таа една Кина е представена од владата на Народна Република Кина, која што резидира во Пекинг, а од другата страна, таа една Кина е представена од владата на Република Кина, што резидира во, како се вика, во Тајпе. Во Тајпе, да. И точката број 3, се додека претходните две точки се почитуваат од обете страни се воздржуваат од обединување по насилен пат, туку ќе работат на обединување, административно обединување по мирен пат. Зошто велам административно? Зашто уставно веќе се една држава. Било од која перспектива да гледаш. Да, од било која, значи правно уставна перспектива е една, значи затоа, но административно не се обединети. Сега, постои
постојат ли некакви обиди за мирно решавање во однос, дали они преговарале за тоа? Тоа време, да, постоеле, како секако да. Значи, ден шопинг и тогаш, мислам, има и дадено, значи, некој свој модел. И тоа, ако не се лажам, во разговори со кинеската диаспора во Америка има дадено свој модел значи за административно обединување, каде што нели Два системи и една држава. Да, два Тоа системи. го имавме со Хонг Конг, со Макао. Да, но поинако, наречеме според тие предлози што тогаш ги има дадено, значи ден шопинг, значи владата што резидира во Тајван ќе се откаже од значи именувањето на Република Кина, тој ќе стане локална влада на Тајван, кој што ќе има тогаш автономија со своја парична единици и со своја армија, дека од значи централната власт на Кина нема да праќа таму државни службеници, додека од таму пак ќе имаат своји представници во централната власт. Значи некоја многу широка автономија, да кажем. Така некако. Значи тоа е некој тој предлог што тогаш го има концепирано, значи ден шопинг. Ама сепак тоа не е за живо. Тоа се случува и нешто друго. Сега забораваме дека и таму има веќе и самит и на островот веќе има и промени. Значи, ние цело време зборувавме за еднава политичка, значи како да речеме, опција, струја, националистичката партија, што со Чанг Кај-шек се успева да се одржи од цела Кина, успева да се одржи само на островот Тајван, уште на овие неколку други помали. Има таму некои веројатно опозиција. А исто сакам да кажем, значи на ова исто така неукост која зборува дека не знам, станува збор за држава која се нарекува Тајван или овакво или што вика не постои така нешто. Владата што резидира во Тајпе се нарекува себе си влада на Република Кина. Знамето е, како што рековме, знаме на Република Кина што го користат. Амблемот што им се наоѓа на знамето, амблем на кинеската националистичка партија, химната што неуките кај нас или некаде ќе наша химна, таа е химна на Република Кина, каде што во првиот стих се спомнува кинеската националистичка партија. Значи како гласи Сан Мин Џуи Удан Суоцунг. Значи трите национални принципи се темел на нашата партија. А зборовите на химната на Република Кина што се користи се уште значи на Тајван, знаете од кај потекнуваат. Тоа е говорот што доктор Судијат Сет го има кажано за време на основањето на воената академија во Хуангпу, кај што се формираат вооружените сили. Заедно кога се со комунистите. Да. Тој негов говор е преточен во химната. Да. Добра и сега но што е исто, тоа што го попречува обединувањето? Исто така да речем само малку куриозитет, значи исто така ќе каже некој државниот празник на Тајван 10 октомври. 10 октомври е денот на револуцијата и основањето на Република Кина во Вухан, така. Не станува збор. И не знам дали сте имале прилика да видите изданија, книги, весници, лични документи овакво издадени во Тајван. Како е напишана годината? Не, они, значи официјално тоа е многу интересно. Официјално не го користат грегоријанскиот календар. Туку користат календарот на Република Кина. Прва година 1912 година. Годината на основањето на републиката, да. И на пример сега да видите втор век. Да, сега да речеме да видите значи на документ, на вестник, на книга не пишува денеска што 7 февруари или 2025 година. Не, тука ќе пишува значи 7 ден од вториот месец на 114-та година на Република Кина. Да, а вие од комунистите имате грегоријанскиот, да. Добро, класика. Класика, да. Сега да го кажам исто така и ова. Значи после тој период значи на принудна, значи вонредна состојба за времето на Чанг Кај-шек, значи доаѓа веќе до затоплување на односите во времето значи на Џанџиху и така натаму. Меѓутоа тука доаѓа вака може да се забележи нешто одреден страв веќе од страна на значи американците, дека овие претерано се зближуваат и дека кај да ќе може да се административно да се обединат. А нив ми е битно само островот Тајван од чиста стратешка гледна точка, без никакви значи
без никакви илузии, тука да не се лажеме демократи. Нешто, значи, тие нема никаков проблем со диктатурата на Чанкајшек и со вонредна состојба која траеше 4-5 таму децении, така? Да. Значи не се работи тука за некој човекови права. Не е битно. Зошто? Затоа што кога гледаме географско, островот Тајван се наоѓа е на околу 100 и нешто километри од најјужните острови на Јапонија. Тоа е островите Ириомоте од архипелагот Рюкју. А исто така и Јапонија се во воен поглед значи окупирана земја од САД, мислам. Да. Исто така е 100 километри пак на југ се наоѓаат и најсеверните острови од Филипинскиот архипелаг, што исто е де факто колонија на Америка, до 1946 година и де јуре колонија на Америка, и во таа смисла островот Тајван ги поврзува овие две алки. Тоа е стратешкото во двете алки со кои што, да кажеме, Соединените американски држави имаат некаква контрола врз Пацификот, да кажеме. Да. Што е дел од Пацифик? Да, а тоа се гледа дури и претходно, значи 40, ако не славам, 47 година или значи гувернерот на републиката, значи на островот Тајван, американците му понуделе да се отцепи од републиката и да повика американска војска, значи без ама он останал лојален и на републиката и на Чанкајшек. Тоа сакам да кажам исто и самиот Чанкајшек многу скептично се има однесувано и син му Џанџинко кон американците, што му кумина знае, значи во неговите дневници кои што пред 10 години беа објавени во Тајпи, приватните дневници на Чанкајшек или така. Значи тој ги нарекува американците со онаа фраза Мејти, односно јенки империалисти беа превеле така. Многу и тој е многу скептично. Има многу така да речеме двосмислен однос кон нив. Ај се дојдеме во последниот дел од емисијата. Да кажеме, немам уште премногу време како стигнавме до сега, па да го поедноставиме моментот. Значи, што сега во моментот ја кочи реунификацијата на двата дела, административното поврзување, дали се тоа само американците? Па, искрено кажано, да. Мислам, да. Посложено е во смисла не директно, туку исто како индиректно. Значи, кога доаѓа веќе до ова затоплување и зближување, значи, историска траекторија изгледа дека ќе дојде до мирно административно обединување, така, да. Меѓутоа после тоа под известно странско влијание, значи од крајот на 90-тите години, значи на Тајван доаѓа и до нови политички струи. Тие не ги спомнуваме. Кои што се коагулираат, ако можам да кажам така, околу тогаш формираната Демократско-прогресивна партија или ДПП. Нели? Која што веќе како свој, иако некогаш експлицитно, некогаш имплицитни цели, се залага, значи, за укинување на републиката, значи на Република Кина и прогласување на нова, значи независна држава, веќе како под име Тајван. Само да нагласам, значи уставно правно ништо не е променето. Значи уставно правно се останува исто како од средината на 20-тиот век. Сега, овие групации, значи групирани околу Демократско-прогресивната партија, обично ги нарекуваат во Тајван со на фраза зелената опција или не, како да кажа, зелената коалиција, дека оние кои што се условно кажано во тој републикански дух што се пред кинеската националистичка партија Куоминтан или КМТ, како скратено ја пишуваат некаде на латиница, ги нарекуваат сина опција или условно кажано сина коалиција. Сега, ако гледаме демографски, тоа може да исто не го спомнува, да речеме една демографска анализа да направиме на самиот остров Тајван. Само да кажеме нешто, не постојат тајванци. Тоа се кинези како етничка група, етничка група, и тоа никој не го спори. Значи, дури и овие што се анализираат, значи тоа не станува збор за етничка некаква дистинкција. Значи повеќе помали етнички групи. Иако само да кажеме, значи пазете, ние кога зборуваме и за македонци,
ние можеме да имаме тука субетнички групи, така имаме мијаци, не знам, шопи. Да не зборуваме за таков голем, слободно може да го речеме супраетнос, како кинескиот, односно хан, како што се нарекува. Сега демографски. Обединува многу етнички. Да, демографски, значи островот Тајван 97% од населението, ако не се лажам, се кинези. Доселени од мислам кинези со векови. Пребези на Не, со одамна со векови. Значи од династијата Минг или кога уште. А докато останалите 3% се интересни етнички групации, се тоа припаѓаат на австронезиските народи, заедно со малополинезиските. Од лингвистички аспект се доста интересно. Сега не навлигувам во тоа. Меѓутоа самиот кинески етнос што е присуствува на Тајван пак се дели на три главни субетнички групи. Едната е Хокло, која што најголем Миннан, значи која што опфаќа јужниот дел од провинцијата Фуџијан во Кина, тоа е значи скарши Тајван и голем дел од населението значи на островот Тајван. Понатаму е таа субетничка група Хака или како што некои нарекуваат, тоест на мандарински литературно е Кџја, која што исто од јужна Кина, тој така, имаат интересни обичаи, се не навлегуваме и тие се исто битен значи етнографски фактор, значи на островот Тајван. И третата групација се овие што се веќе контингентот, значи што е дојден претежно од централна и северна Кина, заедно со повликувањето на армиите на Чанка и Шеки и владата на Чанка. Да, неколку милиони, 2-3 милиони беа. Да. Сега кој е Тајванецот од овие? Па територијално сите се. Само исто така да нагласам дека дали има некоја етничка група што го поддржува, што е поддржува тајванската посебност. Тајванска посебност. Чисто политичко прашање. Не зборуваме за етничка посебност, тоа не стана збор, туку за формирање на нова држава, како успеа Сингапур. Сингапур на пример, мнозинството се етнички кинези, да, државата држава, да. Претежно да речеме, условно кажано, накај зелените клонат овие што повеќе, овие што се што спомнавме нели Хокло, односно Минна, групацијата географски пак е тоа релативно, да речеме еден и како сега географски, како што одиме кон северна остров, тие се посклони кон оваа републиканската постсина опција, а на југ кон оваа зелената, но само нагласам уште нешто. Значи не е тоа да не правиме стереотипи. Пример, еден од најголемите поддржувачи на на итно административно обединување, оваа познатава новинарка од Тајван Хуанг Џешиен. Таа на пример е од јужниот дел на островот, дури ако не се лажам, брати беше и градоначелник на градот Каошјонг од ДПП. Значи не мора да значи таму сили кои бараат титно меѓу другото решавање на тој спор и обединување. Вака, значи јас пред кога беше лани го читав анкета што го има направено во најтиражни тајвански вестници Лиен Хабао, каде што во однос на ова прашање. И сега беа дадени интересни, значи беа дадени следниве резултати. Значи од вкупниот број на испитаници, околу 18, приближно 18% се за прогласување независност на нова држава, создавање на Тајван и укидување на Република Кина, номинално, нели? 11% се за обединување административно, 51% се за задржување на статусот кво, а статусот кво, рековме, беше дефиниран од оној консензус 1992 година. Со трите точки што ги кажавме. Да, а преостанатите неизјаснети. Значи комплицирано е во тој смисло. Да, во тој се решаваше тоа прашање демократски, ќе беше тешко да се реши, но тие работи не се решаваат на демократски начин. Да, комплицирано е. Може ли да дојде до нова војна таму? Има ли услови? Теоретски може само под Ден Шиаопинг не е веќе на власт во Кина. Не, значи теоретски може да дојде само во два, според моје мислење, во два случаја. Доколку некој на островот формално прогласи независност, но
не знам како и тоа дури чисто ме интересира како тоа би било логички можно од правна гледна точка, затоа што кој тој што го треба да го изврши прогласувањето хипотетичка независност. Да речеме, они што моментално на островот Тајван има функција која се вика претседател на Република Кина. Тој треба да прогласи независност на Тајван од Република, само од себе. Да. Ама хипотетички во тој случај му представува него легитимноста. Зашто се законна на уставот на Република Кина да ќе обрани територијален интегритет, значи комплицирана. Тоа е комплицирана работа да не може треба сами од себе да се или и дали не може треба да го направат. Дали првин треба Република Кина хипотетички да се само Кина. Не се Кина. гледаат како дел на Народна Република Кина, Да. се гледа себе на Република Кина. И сега тој треба од Кина да излезе од својата Кина, од Кината што е застапува. Или да се само укинува. Чирот на само укинување, тој го губи повторно легитимитетот. Да. И тука има многу големи замешателства и од странство, нели знаеме како оди тоа. NGO, грантови, такви работи. Еве USAID сега се прикина. Сега не знам. Идеме како киде тоа. Да, инаку во врска со тоа само сакам да кажам дека во административната, значи територијалната, значи организација што има на остров, значи има посебна провинција Тајван што е под Република Кина, а од таа провинција се исклучени двата најголеми градови, кои што се под централно. И се под директна Тајпе и Каошан. И имат паралелна власт на провинцијата Фуџијан, кај што се наоѓа островот Джинмен. Тоа е кинеска провинција Фуџијан, значи од оваа страна на Тајпет имат собствен гувернер на Фуџијан како паралелно. Како се односите меѓу народот? Тоа не е проблем да се патува, да се оди. Не само што не е проблем, туку Ја слушам моментално дека и многу луѓе од островот Да. Тајван престојуваат во Кина, работат, живеат. Ако сте биле, не знам, во Куншан, тоа е Не град. сум бил нигде. Значи, Да. сега нема визи. Слободно Нема визи, можете. слободни да. Не, ние за нас нема или за тајванците нема визи. Нема. Нема. Не. Па ги смета за дел од иста нација. Значи ние можеме без виза да патуваме во Може, Кина. до еден месец, да. До еден месец. Да. Добро. Во градот Куншан, тоа е значи кога одите од Шангај на Нанџинг, источно малку од Шангај, таму вријат, дури имате впечаток од тајванци по бизнис што се дојдени и така. Како што го нарекува дури мал Тајван. Ние не можеме да ги разликуваме. Претоа вие по јазикот, по дијалектот. Па не, се знае тоа статистички колку има овако. Дури ако не се лажам, значи во секој даден момент има околу помеѓу 1,5 и 2 милиони, значи жители од Тајван кои што престојуваат постојано привремено на останатиот дел од Кина. Дали се по студии, дали се по вршење бизнис и така. Значи тоа е релативизиране. Во таа смисла. Инаку, чисто економски, да кажем дека 44% од целокупниот извоз, значи на продукцијата на островот Тајван оди во останатиот дел на Кина. Значи рече си половина. За споредба во САД оди околу 24-25%. Значи имаат подобри економски Да. со својата земја, тешко е да се опише. Да, затоа кажам малку комплицирано, затоа се извинам, можеби значи и на тебе и на гледачите што бе премногу долг, но ако не ги сватиме овој историски контекст, затоа што зошто кај нас има некоја заблуда. Ние кој ќе се спомне до нас. кој ќе спомне Тајван, признавме Тајван. Не го признавме. Не. Ние сме признале легитимноста на владата на Република Кина, само тогаш неуките што ја признале не сватиле дека во истиот момент ја отпризнале Монголија. Да, и това е спор влеговме предпостави за Руската федерација. Това првично била дел од Монголија, па после во Тува не живеат монголци, живее посебна етничка група, туркска етничка група, тувенци, ама они се културолошки се блиски до монголци, се ламаистички будисти, патем речено. Бившиот министер за одбрана на Русија, Сергеј Шојгу е тувенец. И сега е тој некој министер за Сега нешто друго е. Да, нешто. Не ги разбирам тие работи. Добро, сега, значи, митот, значи, ние фактички никош не сме го признале Тајван како држава, туку не сме го признале дека таа власт е легитимната власт на Кина. Оти нема, значи не постои, како да кажам, значи не постои
значи држава која што макар и само прогласена, не знам како Северен Кипар или не знам Косово, Абхазија, кои што себе си се нарекува Тајван. Не, значи тие себе си, значи формално правно нагласно. Иако вие од таа зелена опција би сакале да е поинако, нели? Може би, ама никош не направиле ништо. Не направиле сега, како што дури хипотетички и да има референдум, ако се точно овие податоци што ги даваат, значи испитувањето не би поменал. Не би поменал. Моментално. Да. Да. Сега, значи, останува, значи, таа е некоја наша заблуда, веројатно што правиме по аналогија со овие случаи што се нам блиски, ние замислуваме, значи, некои многу луѓе замислуваат дека постои некоја нација, посебна држава, посебен етнос, посебен јазик што се вика Тајван, тајвански и така натаму, и од некоја необјаснива причина, тој некој огромен зол ентитет Кина сака да го освои така, од чиста злоба, не знаеме зошто, така? И втората е дека има тука, значи, некој исто така ентитет симпатичен мал Тајван, кој што сака да се само определи, ама некој не дава. Не сваќаме, затоа беше битен целиот овој историски контекст за да сватиме колку е комплексна ситуацијата, дека не е така ние како што се занимслуваме. Значи, правно, уставно, значи станува збор за две власти кои што подеднакво се сметат за легитимна власт на една нација. Значи тоа е друго. Овие од Тајван тие имаат голема Кина у главите. Формално е така, иако на дело веќе тоа е заборавано, реално веќе тоа е со односот на сили веќе не може. И Македонија се замери со Монголија и со Руската федерација тоа. Не сакајки. Покрај властите во Пекинг, да, не сакајки. Значи еве сега успеавме нели неколку митови да се Исто така да речеме, ние мислиме дека не знам жителите на Тајван нешто се влюбени премногу во Америка. Не, ни тоа е комплексно, да речеме да. Повеќе влюбеност има нешто се приврзаници на оваа зелена опција. Меѓутоа, еве баш лани гледав испитување на јавното мислење, значи спроведено од како е Демократска фондација. Тоа е на Центар за испитување на јавно мислење од Тајпеј, каде што многу интересно, каде што 60%, приближно 58-59 значи проценти од испитаниците, значи се значи одговор на прашањето дали сметате, дали имате доверба во американците или мислите дека тие само го искористуваат Тајван за геополитички цели, одговориле да. Значи... дека немам доверба во американците, дека затоа што они само го искористуваат закон. Значи не е баш така ние како што си мислиме. Да. Иако еве на пример нели беше предизвика дипломатски скандал нели во времето на Бајден кога како се викаше на Конгрес, не си после беше сега исто тогаш од ги следев медиумите таму на Тајван, имаше испитување на јавното мислење. 66% од испитаниците негативно гледа, беа против тоа. Само 33 беа позитивно гледа, значи комплицирана е ситуацијата. Дури да речеме и политичкиот значи систем што таму малку е чуден, затоа што според мене, председателот, значи номинално кој се вика председател на Република Кина има големи ингеренции. Да. Меѓутоа, тоа е многу интересно. Не се бара втор круг. Значи може да победи и тоа е многу интересно. Може да има со малцински гласови, а има големи овластувања. Така и во Јужна Кореја, нели? Мислам дека, ама не сум сигурен за таму. И сега имаме многу интересна ситуација сега. Председателот, значи формално што има титула председател, номинално Република Кина од ДПП, од овие што се од зелените. Меѓутоа, мнозинство во парламентот имаат сините, 2/3 од единиците на локална самоуправа, значи на островот Тајван се во рацете на сините, нели? А тие се опозиција. А приближно 60% имаат од условно кажано. Затоа што кога беа изборите, тоа редовно се случува, што исто така алудира на асоцира на некое надворешно вмешателство, дека од синат условно кажано кандидати кои се условно кажано од оваа сина опција, секојаш има 2, 3, некојаш 4 додека тоа. Вие знаете секојаш има само еден.
Што е многу интересно. Никогаш не се случило обратно. Така на последните избори што беа лани, Победи прво зелениот. има 3 кандидати од овие цинет, па едниот откажа, па останаа Хојо и КМНџ. И овој Лајчинг од зелените. Сега тој победи, меѓу овие беа поделени гласовите, а освои дали освои 40% од Со гласовите. малцински Сега глас. хипотетички, кога би имало втор круг, најверојатно Хојо и ќе победеше. Да, бидејќи би ги земал гласовите Да. на сородниот. Да, условно против кажано, кандидат, да. Игор Радев, мислам дека исцрпевме све. Па А? горе-долу, да. Друго нешто освен Значи јас сватив дека Чанка Ешек лошо се оженил и дека тоа предизвикало. Добро сега. Не знам дали треба. Не знам дали за се треба да ги обвинуваме жените. Па не, сигурно дека не треба да, но за ова можеме. Иако сега А чекај, да имајќи бидам малце искрен. тум, нели има кај него некоја таква Джанчин, жена му? Да. Да. Па после не во се ја време на обвинува. културната револуција. Да, така тоа се случи. после после не се Таа е обвинува судена, дека да, судена, да. Како после- се однесува ако нема мал, се разведува или Не се разведе. ја посетува во затвор? Не, после тоа. Од кога умрел мал. По неговата Да. Да, Да, па не се после обвинуваат за ексцесите на културната револуција. да, дека не бил Мао виновен, туку Дека таа, не бил дека во голема мера мал, туку таа дека бил. Да, значи нешто како Инаку Чаушеску, Ден Шопинг, да кажеме, нели Ден се Шопинг како оценува историската улога на Мао Цетунг, има кажано 70% позитивна, 30% негативна. Аха, и ја тие 30% се Па се дали се на жена му се не би одел до толку. добро, така. Иако нели да се правдаме така. Иако гледаме има еден културолошки стереотип во класичната кинеска историографија од конфуцијанска провиниенција, каде што има некое непишано правило кај нив, кај историчари се пишат дека зад секој лош владетел или зад секој нели суров владетел мора да стои некоја жена отровница. Значи тоа е стереотипот. Да, има тој некој стереотип така. Веројатно тука и продолжува ова со Па, сопругите на Чанка Ешек и Мао Цедунг. Да, така е. Да. Иако претпоставам дека некои историчари претпоставуваат дека преку сопругите, значи во целиот овој период кога Чанка Ешек е на Тајван, значи преку Сумелик и Сумчелик, дека држале комуникација двете страни и дека некои действија ги правеле координирано Мао Цетунг и Чанка Ешек. Значи имало тука и коалиција. Некоја, да. Добро, да. Игор Радев, јас сум неизмерно благодарен што ова прво Да, издание и благодариме на вас на поканата. на овој подкаст бевте дел. Се надевам дека со нешто друго поврзано со тој дел од светот повторно Да. ќе видиме. Добро, благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, ми беше Милошти и вие бевте дел со нас од првото издание на подкастот Митови и факти.